Редици на идни студенти денеска чекаат да се запишат на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Оваа година УКИМ ги укина дисперзираните студии. Мислењата на идните академски граѓани за ова прашање се поделени. Оние кои ја поддржуваат одлуката на новата влада за прекин на дисперзираните студии велат дека на овој начин ќе се подобри квалитетот на образованието. Подобро да нема дисперзирани студии. Да. Мислите дека на тој начин ќе се подобри квалитетот на образование? Па зависи, значи, секој се одлучил за своето образование, ама дисперзиран студии не е толку квалитетна настава како во Скопје. Позитивно е, пошто не е квалитетно колку останативе факултет настават. Дел од идните студенти велат дека укинувањето на дисперзираните студии не е добра одлука, пред се поради финансиските трошоци на кои ќе се изложат младите и нивните семејства. Според мене е лошо, пошто немаат многу опции. Се смалуваат опциите. Дисперзирани, така да според мене не е баш добро. Според мене требаше останат, да не се укинат. Мислам дека тоа не би била добра опција, затоа што многу студенти не се во можност да доаѓаат на ваквите места како кај нас што се во Скопје. Например, јас сум од Куманово и ние имаме можност од Куманово да доаѓаме до тука, но другите можеби поради парични причини не можат. Јас како студент не е убаво, бидејќи многу студенти се префрлуваат во Скопје, иако немаат каде да престојуваат, така да не е убаво баш. И мислам дека не би им било погодно. Да, дали мислите дека тоа ќе влијае на квалитетот на образованието? Би влијало, бидејќи тие повеќе ќе се замараат со тоа каде ќе престојуваат. Одлуката за прекин на дисперзираните студии беше донесена пред 2 месеци. Според Министерството за образование, тоа било барање на УКИМ кое се поклопило со ставот на владата. Инаку, оваа година, според конкурсот за запишување на студенти на прв цикл студии за престојната студентска година, слободни се вкупно 10.818 места. Од нив 5.865 се за редовни студенти за кои годишната партиципација е 200 евра. 3.793 места се за редовни студенти со кофинансирање на студиите со 400 евра годишно и 1.160 за вонредни студенти, кои исто така плаќаат 400 евра. Оваа година за прв пат се утврдени квоти за упис на одредени студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител. Тие ќе плаќаат половина од износот на уписнината.